Видиновски, добродошија у Куманово. Куманово у последно време ga викав Касаба. На чат GPT мораше да проверу што е Касаба, Добро. затоа што некако ми пежоративно звучи кад ќе кажев Кумановци, ми живиме у Касабу, ово више не е град. Незадоволни од локалну самоуправу, од сами себе, од цел свет, од глобализација, од све. Али Касаба е интересантно, значи место кое што е помало од град, а поголемо од село. И уопште нема пежоративну функцiju така. како збор. Како ga ти доживljavaš Куманово и колку усвари ga познаваш Куманово? Го доживувам како град што е најблиско до Скопје, како град кај што има многу позитивни луѓе, барем тие јас што комуницирам, има еден посебен хумористичен сентимент кај Кумановци кој што мене многу ми се допаѓа, на некои ме премногу директен и можеби до некаде и груп, а ја го обожавам. Го доживувам кај град во кој што имам многу супер мемории, во кој што имам пријатели, во кој што имува скара и во град кој што боледува од болеста, како рече си сите други градови во државата, -1, ќе кажам после кој е тој, а дека не искористува ни 5% од потенцијалот што ги има. Има стварно многу потенцијал во Куманово. Моментално се шетамо низ Соколански парк. Добро. Газимо на еден тартан што неодамна се реновираше затоа што искочи информација и тој директно од Совет на општина Куманово. Еве колку бил добро реновиран. Ако сега е ставено, Да. може да замислите за една година како ќе биде. Беше реновиран и пази, тој треба нели цела све тој процедура, Да. тендери да се прави. Иначе беше реновиран затоа што на непуни 2 години од постављање на првобитен тартан испостави се дека има подземни воде што ga уништуев. Значи живеемо у еден свет, микросвет, Кумановски, у кој што има потенцијал и у кој што денеска читам француски инженери за материјали изумиле само залепувачки асфалт, односно бетон, што има специјални капсуле од минерали кои што ако се појави влага или подземни воде како што имало у Куманово, тие капсуле сами ga залепив, дали тартан, дали бетон, за да нема поголема инфраструктурна проблематика. Значи, ми живеемо сега у такав свет и позади нас е нормално. Соколана, Соколски дом, кој што еш увек не е реновиран. Па ме интересира од твое искуство, идејки по градови, снимајки ги твои репортаже, па мора негде да ga лоцирамо проблем куде е за све овој, за тој вечито реновирање, за ајде не мора за подземни воде да збориме. Не мора за подземни воде, али може да искоментираме, ја не сум архитект, меѓутоа нешто сум прочитал и нешто сум видел. Овој тартан подлога кој годиме вака мекичка е малце, нели? Ова се употребува за атлетски стази, за спортски активности. Не се употребува за парк. Поранешна градоначалничка во Скопје стави ваква тартан патека слична околу еден лабиринт растителен во градскиот парк и беше исмевана буквално. Заради тоа што ова не се употребува, знаете што не е проблемот нас, многу го комплицираме. Да. Ова е многу поскапо отколку да ставиме шљунак од мали камчиња низ целиот парк. Значи Многу го мислимо. во цела Европа парковите треба да видат со природни материјали и треба така да ги прават. Например, тој што го проектирал и го дизајнирал ова, може он си има некаква логика зошто ова баш вака го направил, економска или било каква. Меѓутоа, искуството и ако направиме комперација од било каде, во вакви паркови, каде што треба да се играат деца, каде што има клупи, каде што има дрва, едноставно тука се или бетонира го, или стави едноставно песок. Шљунак. Да, ќе си врне дожд, ќе си понира водата внатре, се ќе биде природен материјал и така е. Значи да одите и во Амстердам, и во Барселона, и во Брисел, сите вакви мали урбани оази, зелени оази што се во градовите, се со најприродни материјали направени. Скоро сите се со шљунак. Сега гледам дека и градски парк во Скопје тоа почна да го прават, што многу ми се допаѓа. Свиѓа ти се, да. Ово е, знаеш дека ово е една од ретки оазе, како што ги викаш. Да. Значи Соколански парк, без обзир на тоа што, види, овој Соколски дом, не знам колку ти е познато, бија е нека центар гимнастички, спортски. Дали е проблем у тоа што ми сакамо
да биде како порано нешто, па се изгубиме од тоа што викаш дека ги комплицирамо работе, наместо да ги поедноставиме и овој да биде, нека биде музеј на Олимписко Куманово на спортисти. Нека биде што сака, ама нека биде сега вака. Ама не може да биде, еве. Значи, еве и Куманово, сега ќе го земеме бидејќи сме у Куманово. Колку имате објекти кои што се, да речеме, некакво историско значење, некои што ја представуваат старата градска архитектура, нешто што е душата на овој град, бидејќи град без душа не е душа. Овие нови згради не се душата на градот. Така ова е, некој го направил за профит. Соколана е, колку што знам, дека е изградена или е завршена 1932-33 година, двајца архитекти, еден србин, не ги памтам имињата, еден русин, и како архитектонско дело многу убаво изгледа. Вместо ова да биде, да речеме, некој убав културен дом сред Куманово, да се искористи. Ја колку што знам, бидејќи ги професионално ги пратам тие работи, бидејќи сум новинар, тоа е, ајде друштво повеле да, бидејќи сум новинар и ги пратам тие работи, знам дека од кога секој локални избори се споменува Соколана, како ќе биде реновирана, како ќе биде направено ова, како ќе биде направено тоа. Меѓутоа, гледаме каква состојба, има некои скелиња кои што некогаш се употребувале, сега се полу распаднати, околу се употребува како некаков паркинг и ова е уште еден тоа што го зборам јас, недоволна љубов кон наштето. Ова е споменик на таква недоволна љубов кон наштето. Овој може ли да го кажеме дека е само еден од многу споменици на наш неуспех? Апсолутно. Да. И ова не го зборуваме сега со гордост и да се ситиме или да кажеме дека некој неспособен или не знам што, туку ова е провокација да почнеме вистински да се грижиме до нашето, бидејќи милион работи се направи и мислам дека некако стварно имал желба ова да го направи, сигурно ќе најдат начин. Ние македонците, а посебно кумановци, важат за многу креативни и снодливи луѓе и не може за се да се снаоѓаме во животот, освен да направиме нешто што е за наше заедничко добро. Споменик на наш неуспех баш поради тоа, затоа што како на почеток примарна цел да се промаши. Затоа викам, не може овој да биде, не можеме ми на наши деца да им кажуваме, овдека су се некати гранке правиле навечер, jer не може исту цел и исту намену да има овој Соколски дом. Да. Нели не могасмо да најдеме, овој може едино да биде бесплатен паркинг, како што сега е натрупано и не могамо ни тамо место да најдемо. Што може да биде? Значи, примарна цел е промашена кад се направи. Колку и да сме креативни како кумановци, како македонци. Каде се венчаваат кумановци? Матично. Каде е матично? Матично. Сакаш да идемо, ако имамо време, ќе идемо, да. Сега Тоа е ми текна. општинска сала. Зошто да не биде, да речеме, дел од матичните служби тука, бидејќи убаво. Сега само замислете малце креација во таков стар објект, се земаат двојките, тука во паркчето си има нека мала церемонија, да биде се едно, не зборуваме за ништо луксузно, за ништо скапо, за нешто треба многу пари, да биде едноставно, уредно и питомо. Значи, може да се наприме еден пример. Да биде комшија што викав сврсисходно. Да, ми правимо нешто што не може да биде сврсисходно, jer имамо Хотел Солун. Да. Хотел Солун е исто стар објект, стара градба, архитектура, ќе пројдемо од тамо. Да. Негде околу 300.000 евра бесва потрошени за Хотел Солун да се реновира. Све се нешто реновира, реконструира, а не е сврсисходно. Ќе дојде некоја невладина пример организација или некое здружение и тамо ќе плаќа кирiju на општину, добро, и тоа е профит, нели, и тоа е бенефит. Али што ми можеме со Хотел Солун да направиме, освен да го реновирамо фасаду и малце од малце некој тендер да се добие? Ја разбирам поентата, многу пати, да речеме, ово е скоро еден век е стара Соколана, така? Значи, приликите зашто е тој изграден во тоа време секако дека не се исти еден век подоцна, така? Имаме други потреби и други работи. Да, не може. Меѓутоа, во многу држави таквите објекти се реновираат, се прават автентично како што биле, сега зборуваме за изглед, меѓутоа суштината и зошто тие се употребуваат ги налага новото време. Така што е, например, во Лјубљана имаше една, тие го викаат цукрарна, тоа е шекерана во центарот на градот. Да. Преубав објект, го реновира и сигурно не е шекерана. Сега тука е една убава библиотека. Со читалника што учат студентите, кај со мали хабови за микробизнис. Сакам да кажам дека секоја општина си има своји специфични потреби според времето во кое што живееме и дека баш тоа е. Треба права пренамена да се направи. Али не да трае тој 10 години. Молим те,
некако природно ми доваѓа да не само затоа што си млад човек да ти викам на ти. Видиновски, ако може. Ако млад човек ако после се друго свеш- овие, како ми кажат. да не Потоа кажу, сум сега нека на транзиција со помеѓу млад и средновечен. да не кажу релативно млад, Релативно, неќу тој израз. Значи, молим те, знам дека си културен, васпитан човек, и сакаш да ме гледаш док правиме муабет у очи, али молим ти се у Куманово гледај доле. Добро, ти гледам. Гледај доле и пази се куде одиш, молим те. Доваѓамо сега до едни проблематични семафори низ кои што треба да се пробиемо, дали како возачи, дали у момент како пешаци, нели? Што е ризично и за едну и за другу категорiju, што треба да се пробиемо до центар на град, кој што можемо и сами да видиме дека не работив. Односно, еден ден работив, еден не работив. На некој начин ми е драго што денеска не работив кога снимам мој IT, затоа што и вчера работесва. Ми кажа само на престапна недела работат. Не знам овај каква неделја е, дали е преступна или не. Ама последна информација од седница на Совет е дека за да се поправи овие семафори ради тоа што нешто околу електрику било проблематично, видиш, искачамо на еден од главни булевари, Треќа македонска ударна бригада, дека су потребни 3 милиона денара. На семафори? За овие семафори овдека, на овој раскрстницу, да се поправив. Значи, тие 3 милиона денара можда не су проблем да се набавив, ама док да се набавив, па док да биде цела процедура направена, не се знае. Викав, можда до 2028 годину ќе проработив. Тука сме ќе видиме. Овој нема да го коментирамо затоа што е пази, приватно земјиште като овдека, не ни давав да коментирамо затоа што овдека у Куманово. Зошто да не коментираме? Ако збориш за проблем, ти си проблем. Да и затоа ајде да збориме за убави работи. Не, додека да размислуваме така, ќе имаме вакви работи сега. Не знам, мислам дека ова е некои основни работи што треба да ги разговараме. Не знам сега што да одговорам за семафори во 3 милиони евра. Пази овдека, пази и треба пази, овој посебно ме интересира за инвалидизирани особи, како би ga прошле овдека прелаз. Па има тука некој спуштен, како се вика, спуштен тротар, меѓутоа многу мале. Генерално овие проблеми се не само во Куманово, ги има и во сегде некогаш повеќе, негде помалце. Меѓутоа, знаете што? Гледај сега, пази се, немој оштету треба да платимо, не дај Боже нешто ако ти се... Не дај Боже. Дека зборуваме за семафори, дали работат или не работат, во 2026 година, која, да речеме, сосед на Албанија испрати 2 сателита во Вселената, претпоставам дека и таму има негде каде што не работат семафорите, меѓутоа не сигурно во вториот најголем град во државата. Куманово е вторија, колку што знам. Најголема општина. Најголема општина е, да. Најголема општина. И сигурно не на централниот булевар, единствениот, и сигурно не на раскрсницата од центарот на градот што води кон главниот плоштад, значи најважниот семафор тука. Но тоа не е се. На вториот булевар, Октомвриска револуција, ако имамо време ќе идемо и тамо, имамо едну специјалну атракцију. Смешки или стварно не работи скоро никогаш семафорот? Ама не су смешки. Не, ја би сакала да су смешки. Сакала би да биду посатирична. Али ово е стварно тако. Еве го права слика. Али на Октомвриску револуција има поголема атракција. Имамо семафори 2, моментално, што црвено и зелено у исто време свети. А пази, Safe City почна да работи каде нас. Не си такво нешто не си видеа у Европа и у свет. Да, глед, имам контакт со градоначалникот и овие проблеми со задоволство ќе му ги кажам. Без никаква грижа на совет или не знам што, бидејќи Мислиш дека он не знае? Па глед, мислам дека знае, ама никогаш кога ќе ги слушне може ќе има дополнителна тежина. Тога, мислам, зошто тогаш не се прават? Мислам, која е причината во главниот булевар, како што кажавме во Куманово, да не ти работат семафорите? Клучно прашање е тој, зошто не се прават? Под еден, страмот е за градот, се нарушува безбедноста во сообраќајот, така може некој не да може да направи инцидент. Трето, ние сега коментираме за тоа како медиумски работници, да речам. Друго, го гледат овие граѓаните и ќе речат овие локални власти не може семафорови да ги направат, не нешто друго. Значи сега набројав 5 основи, значи во 5 основи се губи. Не знам зошто не би се направило тоа.
еве ќе прашам, може има нека друга причина? Спомнавте некој тендер од 3 милиони евра за семафорите 3 да се милиони направи? денара да се поправи во овие Ја семафори. евра сватив, не. Процедурално тој Да. колку е тешко остварливо. Добро, Александар, зар ми не ги бирамо власти? Зар не ги бирамо власти за да ни помогнев да ги олеснев процедуре, за да биде тој по без да окривимо некога, нити па Така, да релативизирамо. Јасно. И не сум те викнала на гости да се шетамо по Кумановски со каци за да кажемо градоначелник е крив, совет е крив или никако граѓани смо апсолутно. криви. Да. Него Граѓаните, не знам се за ова дали може да ги обвиниме граѓаните. Али Граѓаните во овој контекст може да ги обвиниме заради изборот што го прават. Не зборам сега конкретно за Куманово или во таков контекст, не сакам да кажам дека тие биле направиле грешка кога го избрале Максим Димитриевски за градоначелник, туку зборам генерално како управување дека граѓаните грешат или кога не реагираат на проблемите, кога ќутат, како што не ќутиме сега ние, или кога го прават изборот на избори. Ја мислам дека мораме да бидеме гласни за сите овие проблеми и дека никој не треба да ни се љути, бидејќи ако ни се наљути заради тоа што ние апелираме во Скопје или во Куманово да се направат семафорите за нашата безбедност да биде добра, ние според мене на тој начин сме општествено одговорни, бидејќи укажуваме на некои проблеми. Ако јас сега да разговараме ние за која боја ќе биде, сега ќе ви покажам уште еден пример, ова го има и во Скопје, многу ме нервира. Само малце, извини. Пешачки премин, така? И сега е кренат пешачкиот премин за да се сообраќајот нели малце да биде Добро, да да се успорен. Меѓутоа, уште повеќе треба луѓето што поминуваат со велосипедски со точаци, тротинети, стари лица, за овој чекор кој ќе го направат тука да немаат ова да биде се на едно исто ниво. Нивелирано да си А кај бидете. нас талентиве што ги гледаме у Скопје, тоа кај што треба да е најполно остават дупка. И се зашто е тоа така? Дали заради атмосферски води, не знам заради што, али вакви подкренати стабилизирачки пешачки премини јас не сум видел нигде во светот освен во Македонија и тоа е просто фасцинантно. Како е оваа гениална идеја да има дупка на местото каде што треба да Стварно гениална, стварно. Да. И бар да е таа едина дупка, на пример, на една улицу, па би било можда до негде ради тие атмосферски води разбирливо, али тој не е едина дупка. Ово е многу интересантно место за коментар, Кумановски театар. Да не се ако некој те праша зашто избегала Ленче Кумановче, зашто е биднала бегалка, можда затоа што с године се реновира и само се префрлјува топка од на другу власт. Овие пред нас требаше да го завршив. Овие после нас ништо не направисва. Да Куманово без театар е како какво споредбу да направо, не знам. Ивана, да не звучи грубо. Уметноста е чувар на идентитетот на еден народ. Така? И сега ние кога се жалиме дека нашиот идентитет е нападнат од Бугарија, од Грција, од не знам што, нели ние сме сега треба да се одбраниме од тоа. Најмалце што треба да направиме е да си одржуваме културата жива. Нашето културно наследство, уметноста, бидејќи тоа е огромен дел од нашиот македонски идентитет. Град како Куманово, театарот, ова е единствен театар, тука нема друг. Нема. Без театар вака да ти изгледа, да немаш едно кино, не знам дали има библиотека соодветна и така натаму. Има библиотека, Во ред, да. фала Богу. Така. Да немаш театар и да немаш кино во 21 век во еден ваков град, тоа за мене е само понижување на домашен терен од епски размери и за ова не може да има никакво оправдување. За ваква да состојба треба да бидеме искрени, не можеме да обвиниме еден градоначалник или една влада. Ова е еден систем што трае со години, бидејќи ова да биде во ваква состојба треба години да поминат. Така? Ама Видиновски мене ично ми се свиѓа тој кога ќе се каже систем, jer граѓанин треба да биде некоја неутрална инстанца која што ќе пркоси на сви политички екстреми. Нема неутрална инстанца. Зборимо за core на што треба да представља граѓанин, да пркоси на сви политички екстреми. Треба да биде носител на разум. Зборимо за граѓанско општество и за граѓанина. Треба да биде носител на разум и треба да биде нормативна перцепција на политичку волју.
Добро. Може ли ондак да се сложимо, гледајќи у какво стање е театар со година, ово е 8 година. Одлично. 8 година. Може ли да се сложимо дека меѓу нас граѓани има неверојатна отсутност на артикулирану етику? Да. Не постои артикулирана свест за културу. Не имам. Значи театар. А навамо ќе видимо што е још, што још спада у тој етика и култура. Ми сме отсутни. Значи не може да имаме. Ми можемо само да кажемо на некој форум дали овој знак стои право или стои криво. Туј се завршува све. Да. Ако сакаш да направиш геноцид врз еден народ, уништи му образованието и културата. Еве како гледаме културата. Ако во еден град, во едно населено место, и тука не е исклучок Куманово, така и во помалку или повеќе во други места. Ако ние немаме театри, немаме киносали, а имаме 200 кладилници и коцкарници и брзи кредити едно друго, тоа е рецепт за уништување на еден народ. Еве недостаток на етику. Зашто ми да немамо за рециклажу на картони? Зашто овој картон, еве га празан е контейнер? Зашто да не биде унутра ако веќе немамо рециклажу? Значи тоа ние граѓанство? Рециклажа и тоа, да, тоа е веќе ниво 2 да речеме од некој ниво на развој. Ние зборуваме за од ниво 0 да стигнеме до ниво 1. Ова рециклажа е втората фаза. Ние пред треба да се научиме да го фрлиме внатре во контейнерот, а потоа да научиме што е тоа рециклажа и селекција. Ми сме значи у нулти фаза Видиновски. Како? У нулти фаза. Ми сме нулта фаза. нулта фаза. Што? И ова ми е многу жал што и го ова е кажам. централно, извини, основно училиште, браќа Миладиновци и Крстен Крстен тартан Мисирко. на подлога кој што гледате, не во парк. Туј се ставља тартан, чуле дека ќе доваѓаш типа видиш колку толку зачистено, можда, како што у Кумановску бању оди вчера почна реконструкција, не могасмо тамо да снимимо. Затоа што надмудриле не почнале да реконструирав. Али Кумановска бања е друго прашање. Сега се наближуваме до Пионерски дом. И тоа е апсурдно исто како Соколана да се обнови за да биде поново у сврху на да биде пионерски дом. Jer ми више немамо пионери. Немаме. Нели? Немаме пионери, да. Али домови имаме. Да, али пази, ово е едносмерна улица и ово е сасвим, еве ги гимназијалци сега ќе ги сретнемо можда и на голем одмор да ги поздравимо и да видимо njina етика за ѓубре куде га фрлјав каква е измеѓу друго. Значи, окей, паркинг зона мора да има, колку толку овдека су проводни тротоари, али види го амортизација на авто. Среќа што смо си пешки, ја и ти сакамо пешки да си идемо. Иначе, мене ме срам да те... Не. Види централно градско подручје, а види го овој објект, што е склоно падан, а види го градинка. Пази, овдека е отворена градинка, мораше да се отвори. Али види га Пионерски дом у какво стање. И све су тоа има. Само ова ќе тука реновирано, другото стаја. Ќе реновирано затоа што стварно има потреба од повише градинки и повише старачки домови. Значи мораше. Како имотно-правни односи за овој ќоше биле добри, а за овој дел не биле добри. И нормално тој мора паркинг див да биде. Без разлика дали ќе им падне настрешница, не дај Боже. Како у Нови Сад. И тоа гледам во сите згради, овие жардинјери што треба принцип да има цветиња, ке нас е... Гледај. Мора да упатиме критики до граѓаните, и барем дел од граѓаните. Затоа ти викам граѓанска етика. Да, заради тоа што нашиот ментален склоп е да се грижиме, тоа цело време го зборуваме и може сум и малце и досаден, меѓутоа мислам дека треба многу пати да се некои работи се повторуваат, дека ние мислиме дека треба да се грижиме само за нашиот дом, во станот или во куќата кај што живееме, бидејќи тука живееме, тоа е имам документ дека тоа е моје, така за тоа се грижам. По полно време нема ни имотни листови, ама тоа е друга тема. Да имам убави прозорци дома, да имам убава комодичка, да ми биде чисто, ќе си купам и џогер некој убав, нели, ќе си го чистам тој, ќе си го него. Меѓутоа крпата со која што ќе го чистам тоа, ќе истресам од прозор, за да се истреса ѓубрето пред зграда, бидејќи во нашиот мајндсет тука нема да се абстрахирам, јас ќе зборувам како дел од овој народ што е реално со. Бидејќи тоа што е надвор од мојот прак, тоа е некоја недефинирана територија, некој се грижи за нешто, мислам и дека нешто даноци прават, им на некоја земја, некоја викаат Македонија, не знам некако како, значи нешто за кое што мислите дека друг треба да се грижи. Бидејќи најголем дел од граѓаните, за жал ќе кажам, и тоа стварно мислам дека треба да се промени, размислуваат така, заради тоа го гледаш ова. Бидејќи тој нели старите викаат кога ќе фрлевме нешто, дома ли така ли фрлате? Тачно. Тој колку и да така ли фрлаш дома, да? Види караш и гимназију. Да, апсолутно. Види. Тоа е катастрофа. Знаеш кој ме момент уствари мене највише нервира? Што пред избори
ќе се направи некоја акција од политички партии и ќе го зачисти овој Да. и демек они су Мене тоа ме одговорни. навредува. А ми и мене Мене исто. тоа ме навредува. И мене Значи, исто. ако Директно. живеам во такво место, остај до крај да живеам на такво место, после избори, чисто нема пред избори. Исто. Така? Исто, па тој, Да. тој. Тоа ја направив едно такво видео за во кампањата на локалните избори во Скопје како изчистија депонии и како 2 месеца после изборите тие депонии се направија, ама сега кога ги прозивам не им се слуша нешто баш. Добро, мораме да видиме фери да кажеме дека дворот на гимназијава супер изгледа. Двор на гимназија е стварно добро. Значи Стварно многу добро. е важно да се не да се кажуваат само негативните работи, туку кога има и нешто позитивно и тоа да се каже бидејќи треба да биде пример за другите. Овој овдека што го гледаш овдека, Да. е кадар што ќе работи у Словенија еден ден. Да, апсолутно имаме Има. државно знаме, имаме убав надпис на градот, имаме убав среден двор. И споменик е добар, да ти кажу право, Да. редовно му стављав цвеќе на Гоце Делчев на 4 февруар. Така треба еве тама. Исто како што смо Да. град на Карпоша и Али еве го пак моментот што еве го го па зборам. момент. Да, да. Ова само кај нас го има. Каде нас док да проработи и па некој ќоше овакво. Да. Мора да има до градинко, еве го градинко. Мора некој ќоше овакво да има. Катастрофа. Карпошов град. По Карпоша се само ставljав сега, именуев се приградски населбе и на 7 февруари кога загинат Карпош носи му се цвеќе. Да. С што ми да се гордееме? Еве ќе се гордееме. Еве га свежо цвеќе од 4 февруар. Пошто Да. снимамо на 10 денес. Одлично, еве мурал има. Одличен е, направен. одличен Значи е. стварно кумановте земете го примерот од гимназијата Гоце Делчев за тоа како треба да изгледа дворот и како треба да изгледа едно основно училиште. Мислам не само Куманово, туку и многу гимназии во Скопје би требало вака да изгледаат. И свети убав поглед док не дојдеш до како ваша која беше најголема компанија за лепи пецива жито Жито лукс. Житлукс. Ми Да. смо имале житомел. Аха. Овај барака с ѓубре е била барака за лепи за кифле, за гимназиски деца. Отиде Сега е под барака за стејаче, ѓубре. отиде како и сви објекти и продавници што ги имаше житомел. Значи све е тоа запустено Да. и тоа е Може Како вака е да оставено? може вака да ги поделиме проблемите. Во секој град и во Куманово има проблеми кои Ја не чувствувам со вас скопјани да ги делу проблеми. И истите ги имаме, повеќе или повеќе. Ние дури, кај нас е друга болката малце, бидејќи кај ние сме, кај нас се државни институции, објекти за големо национално значење, не големо за Скопје, само туку за целата држава. И поготово центарот на градот на некои места изгледа постапокалиптично и тоа е друга болка и тука и политика малце. Меѓутоа во секој град има едни проблеми кои што можат да се решат само со добра организација и без многу пари, а има проекти. Да, например, ако сака некој да направи трамвај, да речеме во Куманово, тоа е еден голем проект што треба многу пари со години и секогаш ние би имале разбирање за тоа дека треба време да се направи. Меѓутоа има некои работи. Ако што имamo разбирање, семафор што не ни го правив с године. Да, значи меѓутоа немам разбирање зошто на столбче тамо е искривено, а не е право. Значи, сега меќам да земам ваков некој сакам да земам ваков микро пример, чисто да символизирам што се Да кажа. мора да земеш. Да, за мора. тоа не треба ни пари, не треба ни ништо, а претпоставам дека вака е со години. И има некои не го гледаат. Да, Да. да. Значи во други градови сум гледал во помали во Европска унија, каде што да не нуте паника, пошто нема тука. Каде што градоначалниците навечер со 23 советници се шетаат со тефтери, се запишуваат вакви микро работи. Бидејќи не можат службите, он не може додека седи у канцеларија и работи да ги знае во нака улица кој е столбче искривено и не може секогаш да се подпре на своите советници или тие што треба да го брифираат во каква состојба се делови од градот. И многу луѓе, баш оние делови од градот што ни се многу важни, градоначалници се шетаат, се запишуваат и даваат после насоки како тоа да се направи. Во Скопје еднаш сум го видел тоа. За кој свет зборимо тоа? Значи, не викам дека немало, дека нема, јас еднаш сум го видел тоа. Тоа е Коце Трајановски пред да стане градоначалник на Скопје, беше на мојата општина Газибава градоначалник. Многу пати го гледав, ќе се враќам од град во 2 саба или не знам колку со уште некој човек таму и со тефтерча. И беше многу симпатично да се гледа бидејќи
посветеноста се гледа дека се не навлекам дали бил успешен градоначалник, не бил успешен. Добро. Направил ова, направил тоа, значи Како вика Фукуманово, работи нешто, па макар и добро. да макар и добро, да, така. Сака идеја и поинта да сега извини малку да скокам јас од тема на тема. Не, па не можеме за све да направиме муавет. Идејата ми е дека во секој град има работи кои што може да се направат со минимални ресурси и со љубов кон градот. И многу ми е жал кога ќе видам и во Скопје и во сега тука во Куманово дека има некои ситници за кои што не треба тројца треба со лопати со канта да го средат тоа у еден ден на некои места. Се колку треба да исчистат таму позади градинката кај што гледаме сега, тоа претпоставам така е со месеци стои. Се гледа дека е таложено таму. Године. Да. Значи тоа е ако добро потражиш, можеш да го најдеш прву стаклenu флашу на Кока-колу. Аха. Можеш да го најдеш. Значи тоа е со година. Добро. Да се подсетиме. Или зелено пиво. Да. Зелена. Може да најдеме некој флајер за референдумот за независност. Зошто да чекаме гласете. Врло веројатно. Да. Ми па почнасмо с француски инженери за материјали, само излепувачки бетон што измислиле. Многу комплицирано. Не е проблем у измислување. Можеме ми да измислимо. Имамо и ми иноватори. Додуше у последње време сви од овие помлади се нели од селиства, не су више туја, али може во тамо некоju идеju да кажев, него имплементација е многу страшна ствар кога ќе се дојде до надзор, до контролу на квалитет. Нешто што ме фасцинира у Љубљану кад беше. Види се дека има контрола на квалитет. Па прост пример, отидеш у кафану отиду у ресторан словеначки, нели традиционален. И босански келнер. Да, тоа вика, е стандардно. То нема. Да. Нема тој на мени, затоа што не е било, затоа што е потрошено. Да. Нели? Од контрола на квалитет, инспекција, комунална инспекција. Ми потврди смо тој. И не само како нација, институционално па да не збориме. Има тоа во градовите, едно тоа што кај нас го викаат комунална полиција и се тегнеме 10 години за тоа, тоа се вика кај нив местно редарство. Да. И тоа е страф и трепет во градот. Значи тој се грижи за сообраќај, за хигиена. Има два примера ќе ви кажам. На еден автобус со македонски средношколци кои што патувале на екскурзија во Италија, патувале преку Словенија и негде дали во не пред Копер, не е битно кое место, кај Крањ. Застанале на бизниска пумпа до тоалет да се отидат и да јадат децава и од автобусот како што јаделе во требникот си го фрлиле ѓубрето. Овие што вработените у бизниска пумпа се јавиле на тоа местно редарство, го пресретнале автобусот после 10 километри, го стопирале, пошто ти имат ингеренции, речиси како полиција, речиси. Го вратиле на бензинската пумпа, си го ги натирале да си го соберат ѓубрето и си добиле казни. Сите. За тоа како одговара, бидејќи тоа е за навреда ти да им испрлеш државата. Они идат со став, ова е мојата држава, се не само словенци и други. Вика, ова е мојата држава, кој си ти да прљеш нешто. Разбираш, кога ќе видиме дека некој ќе фрли ѓубре, ќе рече што ми го прљаш мојот град, ова е моето го прљаш. Кога ќе почнеме со таков и ние граѓаните да реагираме. Ќе видите како ќе се променат работите. Смисла на припадност, дека припадаш, дека почнасва луѓе да го губи в смислу на припадност. Више нема тој да каже, јас сум староседелац, Кумановац, не ми га прљај двор. Не постои више тоа. Не постои. И во односот кон кон нашото, уште еден пример ќе ви кажам исто таа држава, каде што во еден помал град, во нивната спортска сала, која што прекрасно изгледа, се организира одбокарски надпревар помеѓу словенечка и српска репрезентација. Градот, кој што има, да речеме, околу 10.000 жители, е многу почестен и среќен заради тоа што токму нивниот град е одбран да се одигра репрезентативен надпревар во одбојка. Значи, луѓето беа толку пресекни, значи мажите ја косеа тревата, заедно со комуналните служби. И јас со свој очи видов дека жени од згради излегува само бидејќи тамо оние како се вика организацијата на граѓаните и на жителите е многу висока. Значи, они си имат како кај нас што има куќен сови, да речеме такво нешто, тоа кај нив е на одлично ниво. Жени си симнуваат со легени со вода и ваквите знаци ги перат. И покрај тоа што замислете, кај нас да дојде некоја госпожа, тетка Верче од втори, и со леген со вода и да го исчисти сообраќајниот знак. Е на тоа ниво. Зошто? Заради тоа што ќе дојде тамо... Тетка Верче, тетка Станче,
Да. Нема добро да пројде. И Нели од кажа, тоа- ама ако ga посочиш проблемов, дека ти си проблем. Морам да ти скрену пажњу на наш велелепан центар за културу, Трајко Прокопиев. Одличен е. Знаеш, ово е било под концесију бар, ресторан, што и да е било. Нерешени поново концесионерски односи и стои ово кој наместо овој да биде бар некој кубус, па бар од театар, Ова сега глумци. ново го прават, така? Овој нешто ќе се прави, ама куде Само да нас ви е- покажам сега. све е мистериозно Нашата куде болка. нас. Разбираш ли? Да. Не се знае дали ќе биде поново ресторан или ќе биде некој кубус, евентуално глумци сега, дека да гледате. вежбав. Ова е сега партерно уредување, така? Овие нови плочки се сега што ги стават кога што гледам, така? Ајде да ги кажемо нови дека Ај се биде така како се наредени. И дали ова е како што треба да биде нареден? Тука имат еден пола сантим, Како не? така? Па таман да не можеш со штикле да пројдеш. Во други земји, кога се местат вакви плочи, гранитни или што и да е, како дома кога рите у купателот кога преме, како се вика плочки, и Од тука се Васервага, фуга, не само фуга. да се става фуга, Фуга, се фуга. бетонира. И тоа што ќе го направиш нема да ти се расплате, па после еден месец тука да шлапкаме со води, а тука стават ваков шлјунак што треба да го стават на паркот горе кај што има тартан плоча. А тука овој да си ги бетонираат убаво да им бидат фиксни. И јоште е мистериозно. Нема никаква јавна информација дали поново ќе биде некој ресторан, што ќе биде овдека. Значи, овој дел стои тотално неискористен. Ово е запустено, овој кој да го земе, гледај само каков поглед ќе има. Овој требаше да биде привремена катна гаража. А куде нас привремено, знаеш ли какво е? Трајно стање. Да. Од минимум 10 години, привремено. И во Скопје има вакви катни гаражи. Морам да ти покажу нешто, Ајде. само пази да не се Кумановци викав да не се сыпнемо очи да извадимо. Значи овој е нешто неверојатно. Ако ова е ново правено, ако ова е на ново сега правено е катастрофално лошо. Да, еве, Катастрофално лошо. утеке, затоа што само што заврши реконструкција на мал плоштад испред платона Центар за културу, што беше многу изложен на критики, затоа што изведувач не га беше добро направија спрема тендерску документацiju и беше Искрено не ги знам тие детали Да, толку, ама- дали еве ќе научам Да. ја нешто. Да. Па се сега реновира, па сега некој друг изведувач ga земе. Значи овдека се поправља или што викамо ми од шуплју у празно се пресипува. И тој трае с години. И пројде еден мандат. Можеш слободно да идеш, ако ga познаваш градоначалника, он сигурно и ќе Не, види овој што коректен снима. човек е. Значи овдека не се работи за тој кој колку е коректен, овдека се работи за тој што с години работе стагнирав. Да, имам пријатели од тука од Куманови, со нив ги правам тие мовети, тие некако не се задоволни за тоа како се движи градот, а впечаток сега мој, да речеме како човек што не живее тука во Куманови, кога ќе дојдеш дека има некои работи што се убави направени. Например, овие кружните текови на Блес се супер. Како се вика, основното училиште, да, али има многу работи кои што може да се направат без многу пари и зошто не се прават, мене стварно не ми е јасно. И сад, видиш, сега е околу 3 сат попладне, а ово е сад градски часовник што покажува 10:30. Али и покварен сад 2 пута у ден га покажува Точно тачно време, време, да. нели? Зашто? Никој не најде за сходно да каже зашто толку? Треба ли тендер и батерија да му се смени на овој сад? Законот е Што така, кај нас треба? мислам дека треба и за тоа Тендер јавна треба. набавка некоја на резервни делови. Инаку, Одржување ми немамо никакво. Мејнтенанс немамо. да. Нели е тоа проблем? Така. Инаку и во Скопје има нова барокна зграда на Факултетот за драмски уметности и на самата фасада има еден огромен, како се вика, часовник ставено, многу поголемо овој. И вчера тој го гледав дека и тој Нели? не работи. Не да. работи. Да. Не работи. Ајде, добро, па не сакамо ми да искочи како од оние старовремски овој куку птица и да ga најавува сад. Не мора да биде ништо претенциозно. Ама да работи едноставно. Мада дискутабилно е можда и место каде што е поставен. Иначе, овдека на тој празен простор што претендира најверојатно да си биде паркингче, затоа што никад доволно паркинзи у град, како што можеш сам да видиш, беше и тој привремен објект, Да. дел од Irish Pub, Ова 4 пута показува точно. 4 пута. Овде во едно време,
Тачно, овдека Од е друга 8,5, од другу страну е 10,5. Де, тоа може би да се видно од атракција туристичка, единствен часовник во светот, што 4 пати у текот на денот покажува точно време. Ја ти викам овдека су све атракции. Да. Све су атракции. Не, ние се шегуваме, меѓутоа ова е пак едно од тие малите работи кои што можат да се направат. Добро, ова е ново, така? Ово е тој што го викамо мал плоштад. Добро. Предплато на Центар за културу, кој што беше споран у изработку, затоа што прв изведувач не го направи како што треба, па нели после треба поново тендер, поново и така се само губи време. Да. А не се само губи време, и живци на народ се губи. Затоа што ово е едино место, ајде да го кажемо шеталиште. И знаеш што е по мене најголем проблем, Александар? Најголем проблем е што се прави стигматизација, особено на А овие железа тука што седат што се? Тоа е оставштина од реконструкцију. Тој со Ова е години супер може да стои. се- Не. Некој да се сопне, Нема. поготово у кафана кој поминал добро. Нема. Да Видиш се- инсталација таму, видиш дупке. Не може никој да се сопне. Затоа што више нема луѓе. Од 110.000 колку смо биле, више смо под 90.000. Кој ќе се сопне? Мислиш ти деца има овдека да трчив? Али стигматизација ми е многу интересантна како појава, особено на национално, на базу на националност. Намерно не те воду у дел каде што живи повише албанско население, ради тоа што тај ме ужасавам се од такву стигматизација, затоа што на сви коментари на сви социјални мрежи, ако се збори за паркинги, за зафатени тротоари, сви викав што не идете тамо горе куде пазар, да видите тамо паук не работи. Како вие со бугарите, што идете по бугарска, не идете пред српска амбасада. Тоа е истата психологија. Исто. Да. Исто. Да. И затоа тој ми е посебен феномен у последно време, тај стигматизација. Да, и за жал го има тоа. Или се како ќе каже уште некој гастербајтери дојдев, и албанци, македонци, сви летоска, и тако они ќе го уништив овој. Зашто да го правимо? Затоа што они ќе го уништив. Тоа е, Замисли тоа е. Замисли да тоа е. Мислам, тоа не е само што не е аргумент, туку е нереално. И мислам дека толку е, може да кажам глупо дека е така. Можеш да кажеш толку дека е глупо, идиотски да, што нема потреба ни да го Да, коментираме, да. меѓутоа за жал постои, како се вика, кај нас. И во другите, мислам дека ќе ни треба уште мал еволутивен скок да направиме да тоа да не се случува. Идемо сега према исто дел од срце на град. Ајде да го кажемо една од артерија, Добро. улица Моша Пијаде, каде што централно градско подрачје, али тек пред некој месец или лани, евентуално, нормално пред локални избори. Добро. Значи тоа е било негде пред октомври. Се реконструира водоводна мрежа. Ајде, Да зарно видимо зубаво. што има, Ирлија нека Да. е у 21 век, луѓе у центар на Куманово, сречни водоводна мрежа. Нормално, накнадно ќе се прави атмосферска канализација и села све што околу треба. Скопје што немаат водовод и канализација. Зборуваме за кои што живеат Скопјани делови од Долно Сонје на таму. Значи нема вода и нема канализација. Тоа е Пред нас е жена борец. Ја не сум тип што кад ќе пројде покрај цркву се крсти, нити па пред некој споменик, освен да констатирам у какво стање и кој треба да се брине за графити, за чистење на споменици, тоа е па сасвим друга. осветлување, претпоставам дека навечер свети. Е. Иначе или да не претеруваме, така? Значи тоа Да. многу си још, Ама еве гледам рефлектори дека стеле. ти си јоште под импресија на Љубљану, Барселону, тамо куде идеш да снимаш. Ово е Касаба, полуурбана средина. Какво светло, тој не е ставено за да свети, Александар, него да те подсеќа на некои убави времиња, евентуално. Иначе ово е Моша Пијаде. Сакаше да те прашам нешто. Дали мислиш дека живиме у општество у кое што доктори го уништуев здравје, правници го уништисва правду, неќу да кажу, медиуми ги уништисва информација и дека граѓани си ги уништисва собствени граѓански средине. Ако сакамо да бидеме политички коректни и да кажемо дека градоначалници не го уништуев град. Сите сме дел од
Сега неќам да звучам како политичарите, многу е подлабок проблемов тука. Меѓутоа, да, мислам дека определени доктори го уништија здравството, дека определени суди го уништија судството, дека дел од политичарите ја уништија државата и дека дел од граѓаните и нивната индиферентност е основна храна за тоа да се случи. Тој се викало, знаеш како се викало тој? Има нов збор за тој, патокрација. Да. Нели? Меѓутоа, да, апсолутно, меѓутоа во последно време бидејќи последнава година се активирав малку повеќе на социјалните мрежи, бидејќи тоа што сакам да го правам како видеа, како некој притисок, не можам да го направам во мојата матична телевизија Канал 5, заради тоа што таков формат е, не можам сега тамо да пуштам за еден споменик видео 20 минути. Значи се активирав на социјалните мрежи и тоа што сакам да кажам Тоа е нешто најболе на човечанство што му се десило у Македонија збору Не. за последни неколку години. Да, друго Искрено сакам ти да кажам кажам. дека тоа што мене ми изненади, што беше на сосема нов свет за мене. Колку ствари имало луѓе кои што искрено се ја сакат државата и колку луѓе ја споделуваат истата болка за реалноста во која што живееме со мене. Затоа значи повеќе не се чувствува осамен. Сега не сакам да звучам дека јас сум некој посебен вид на граѓанин, па најдов уште еден како мене што му света држ зелено ушињата, не зборам за така, туку зборам дека сватив дека многу голем дел луѓе, поготово Превише си образовани скромен. патриоти, едно друго го делат истиот, катастрофа. Го делат истиот сентимент кон државата. И тоа навистина ми дава мотив дека ако се организираме малку сите повеќе, ако притисокот го насочиме кон право место за решавање на најосновните работи, дека ќе можеме да видиме реална промена во општеството и заради тоа не треба да ги штедиме политичарите и градоначалниците во критика за тоа што треба да го направат. Не да ги критикуваме критизерски, кога само што викаат да мрчиме, за да му направиме услуга на тој против кандидатот или тие што не го сакаат па да му се ситат и да речат Иван и Александар видеш што рекоа за Максо, за Орце, за било кој, не зборуваме тоа така. Не, туку мислам дека критиката е здрава, посебно медиумите, бидејќи ние сме антитежа на политичарите. Ако политичарите ќе отидат вака, јавноста и медиумите треба да отидат вака, да го балансот да го направат тука. И кога тоа сите ќе го сватиме, и кога ќе правиме вистински конструктивен притисок за решавање на најважните работи, ќе видиме промени во општеството. Затоа си у Куманово данас. Да, затоа одговорноста зашто е вака ни изгледа државата, заради тоа кажам дека не е само кај политичарите, туку е и кај нас. Само извини да ти покажував дека живи иначе Спајдермен. Да. Еве го таму, видиш како е пуштија Да. мрежу, негде не сум сигурна на 10 или на 11 спрат, туја живи Спајдермен. Добро. Иначе во е 16-катница, највисока зграда у Куманово, ск за ск, пошто има. Знае Спајдермен кај да живее. Знае Од куде горе е да ги гледа живи, да. работите. Туја Добар се ден, како сте? Фала ви многу. Фала ви многу. Закон е. Фала ви. Да. Сега ќе покушамо да пројдемо, среќа нема толку сообраќај, али ќе покушамо да пројдемо затоа што вечити проблем што викаш како и у сви други градови, овој не ти е не си изненаден од овакву гледку што су зафатени Ова е тротоари. нашата животна средина, тука Не. функционира, ова е нормално кај нас, така? Еве ги дупки од водоводну мрежу. Да. Значи негде тамо 2028 можда ќе се направи атмосферска канализација. Кога да тужимо, например, сега ако ушчинеш ногу или не дај Боже те удри авто. И нешто на кое што се сви вадив и кое што сви политичари како аргумент ga давав е тоа што овие су стари зграде. Порано не е имало толку возила. Сега свака куќа има по 2-3 возила. Добро. И ми немамо услови да го прошириме улицу. Од 20 му ви нашле цевке за водоводну мрежу, ви сакате па и улицу да ви го прошириме. Да, претерувате сега и вие стварно, сега не ќе да кажам, ама И ми претеруваме, да, ствар. не е во ред. И ми претеруваме. Сега паркинг ќе барате тука. Ама што да правиме со нови згради, што инвеститори не ти нудив стан да купиш ти с паркинг. Тој проблем како да го решиме? Тоа Ајде, треба- овие су стари зграде, окей. Али со овие нови што да правиме? Не би ишла на куде реку, затоа што можда не си уште ручаја, Да. неќу да ти се наруши апетит. Знам како е и тоа многу луѓе ми праќаат видеа и фотографии од таму. Знаеш, видеа Да, тоа е голем срам за во Скопје со притисок успеавме тоа да го смениме. Мора на тоа Третирам те како дете, дојди од Да, овој да, страна, да, да, пошто да, си да. гостин. Не, нема проблем.
Здраво. Да те поздравимо, мамо. Дај Да. да поздравимо човека. Како си? Добри сте? Добар си? Супер, вие? Ова е другарка моја, шеталите. Шетаме супер домаќини. Да. Чуваме. Чуе се. Поздрав. Во Скопје новите згради мора да имаат за секој стан попредено паркинг место. Тоа е една регулатива која што веќе не знам колку, мислам неколку десетина години важи, така што сите згради имаат паркинг. Во Куманово не знам дали е така. А таму каде што нема, каде што има стари згради е проблемот паркинг. Еве го тај Проблемот се вика граѓанска, паркинг. еве го граѓанска етика, ајде да не ги етикетирамо луѓе, не знам по закон требали да ги замъглимо сви возила што ги сред нас. Ама види, има знак Македонија и си има знаме со лавче, значи човекот што се љуби, што се гордее државата. Аха. Ја не знам како си ја сакаш твојата држава и толку се гордееш Ако и го го правиш кршиш штето. законот за паркирање и се паркираш вака да граѓаните и жителите на таа држава која чии знаме го ставаш таму и надпис и принудуваш да одат на улица, за тоа мене не е вистински патриотизам, туку е неартикулирано чувство што може некој мисли дека е љубов. Куде би живеел у некој европски град? Не нужно таму куде што си бија да посетиш. Куде мислиш дека не можеме да кажеме дека све функционира супер. не, На пример и у Лјубљану ја виде нешто што не ми се допада. Има. Преголема тишина. Да, смета. Преголема- Мене, јако отидов таму ми зуе ушите, онака, од што е тивко И сам чист себе да слушам. воздух. И луѓе возив точак. Значи, имам живеено во определени фази во мојот живот и во Лјубљана и во Амстердам. Во Лјубљана бев и дописник за МИА, тоа е Македонска информативна агенција, меѓутоа се ја вратев. Ќе кажам и зошто. Ја во Јужна Европа би живеел, јас сум и по менталитет јужњак. Така што тој начин на живот ми не. Значи, ние секоја држава, ова мислам дека е интересно да го кажам, секоја држава, барам овие помалобројните држави, кога се развивала, секогаш имала некоја држава што е взимала за пример, или што викате рол модел држава, така. Например, хрватите сакаат цело време се тркаат со словенците, така. Во Лјубљана ќе направат нешто, во Загреб ќе направат нешто или во обратно. Имаме човек од Загреб може да ни потврди дали е така или не е така. А можда. Да, словенците на пример се тркаат многу и со Австрија, а сега во последно време со хрватите, пошто многу напредна. Како се вика, на пример, што ќе видат во Австрија сака да го донесат тука и кај нив. Куманово се трка со чаетину. Да. Како се вика, Австрија со Германија. Добро. На пример, Косово сака да биде како Албанија, така тоа има може. Албанија сака да биде како Италија. Сакам да речам некако така се поврзани. Добро. Наш рол модел држава, се нема да кажам со име некоја држава, меѓутоа треба да биде држава кај што има повисок животен стандард, каде што менталитетот на луѓето е сличен и каде што е слично да речеме темпераментот како е нас. Значи, Мексико. Некоја не европска држава, сега збориме за некоја европска држава од југот да речеме. Така. Да. Како се Шпанија, организираме? Португалија. Ај Португалија. Може, одлично. Значи сличен менталитет како кај нас, само многу побогати у посредини држави и без одстранато чувство за припадност, што ние кај нас е ампутирано. Да, ампутирано е и кога немате театари во кино во еден град, тоа ампутацијата продолжува. Знаеш како викав Кумановци? Нема што нема. Да. Много, Театар не е проблем, театар нема. Многу време трае. Да. Нема да идемо на плоштад, ќе идемо сега да ga види најпознато пред да ga испратимо гостина, затоа што треба некои вести да прави, нели? Не можеме Треба. цел ден по Куманово, лепоте на Куманово да гледамо. Треба македонци да гледат вести. Ќе пројдемо до Чоробенско ќоше, тако се вика тој место, карши комитете и ми још си го викамо комитет. Иначе тоа е зграда на поранешни и сегашни општествени организации. Тамо се прави, има сала за седница на совет, тамо се прави на општину Куманово. Да видиш чисто какво е интересантно место и тој тамо негде ќе завршимо. Не ни се падна лош ден. Нема. Малце ладно, ама добро е. Знаеш што? Да имаше ветар, знаеш куде ќе те водесмо? Каде? Имамо сега још едну атракцију од Аранџеловац, Луна парк. Опа! Пред базен и спортску салу. Да имаше ветар на Рингишпил. Тамо на паркингот. На Рингишпил, без струју, на ветар ќе се возесмо. На паркинг. Па не велете дека немате паркинги. Имале смо, не смо знале да ги ценимо, видиш. Сега више немамо паркинг, сега имамо Луна парк. И сега се води моментално полемика.
Дали е потребна забава за наши многу неќу некој кога ќе каже мали дечиња, пошто дечиња само по себе нели се мали, да. се мали. Значи за наши деца срам да ни е што го критикуваме доведување на Луна парк српски. Затоа што тој би била екстра забава за нима, док друг табор е сега немамо паркинг за базен, за нели има деца што идев на пливање. За спортску салу сега ќе има кошарка, да кажеме, или рукомет. Каде ќе се паркира сега, како тој сообраќај, како сега тој све да се организира, разбираш? Што е правила уствари и до сега сообраќајна полиција, тоа па е друга тема за Safe City, нема ни да прокоментираме, затоа што видеа сме у какво стање су и семафори и све. Али требаше да имаше ветар, викам ти, ке иде смо таму у Луна парк. Јер јас стварно не знам друго што да ти покажу у Куманово, Александар. Може некоја капана да ми покажеш, ама тоа друг Што пат. Пази тој, Да, пази тој. гледам. Да. Ева го иначе комитет. Да. Билборди. Може се седну затоа што завршуваме на ќош. Да, може се седну, не е проблем. Да, пошто овдека е стварно ово е граота. Неќу уопште да збору дека за избори се направиства само бекатон, се стави уличке без водоводни мрежи, канализација, без урбанизирани цели подручја се стави бекатон. Нормално дека тој го прави политичари за да добие повише гласови. За овој ме срце боли. Да. Значи овој су некад биле овакви склонопадни куќичке и еве решиле су се. Ово е срушено. Овој што и да се планира овдека да се направи, овој пред 2036 годину не може. Дали е процедура? Дали некој не го дава куќут, ако треба да се прави паркинг, не се сложува да се прави паркинг, не дава општина да го откупи. Значи не можеме ми само да кажеме градоначалник е крив затоа што овој стои разрушен, или тој пред njega, или тој после njega. Него мора да го лоцираме. Мора да се лоцира проблем. Затоа што овој може нешто корисна површина да биде овдека. Некоја зградичка сигурно ќе биде, да немаш дилеми во тоа. Ќе биде зграда без паркинг. И па ја кога ќе ми дојдеш на гости, па немам куде да те одведу. Да. Не, нешто сакав да кажам, не сум алал да ти е тебе, затоа што ги покринуваш овие прашања. Многу ме мило што гледам дека и во другите, бидејќи Македонија не е само Скопје. И сите жителите на другите градови ги делат помалку или повеќе истите проблеми. Така, е многу ми мило. Ке се утепа в камермани, полака. Да. Значи има на тротарот по 20 сантима дупки, тоа е ќе се изнервирам. Нема, и овдека е страшно да се проваѓа. Сакам да кажам, алал ти што ги прешува работи и дека нема да се плашиш од критиката, бидејќи ако некој ти се најути дека го критикува, дека не работат главните семафори во центарот на Куманово, дека има по 20 сантима дупки на тротарите во центарот на градот, ако некој за тоа ти се најути, да знаеш дека не си го сака градот. Искрено не си го сака. Нека нема да се плаши. Ако ти се љута, тогаш ќе има проблем. Збори, мораше ли тој да га каже, па мига тој све знаемо. Ама ние не викаме дека некој криминалец, дека некој утепал некој, дека некој излажал, ние како граѓани си инсистираме нашите градови да бидат во елементарно пристојна состојба. Ти не викаш зашто нема златна фонтана со не знам со канадски мов обложена. Не, него викам зашто нема вода у фонтану. Да, толку се базични работи така што нема кој зошто да ти се љути за тоа, мислам дека не треба да имаш страх. А повторно ќе кажам, ако некој таква приметба ти дава за тоа, не си ја сака, тоа е дел од проблемот. Нема да биде дел од решенијата. Тоа сакам да кажам. Што, па јас се малку уплаши ти кога кажа ја ќе му се јаву на градоначалника и ќе му кажу за све овој. А ја ти викам, мислиш ли ти дека овој све не га знае? И тој ми некако остана неодговорено. Па он га све овој знае, него работа е како и он, и njega да га убрзамо, и он да почне да ги прави работа како што треба. Све знае он е Кумановац, све знае. И Ербап много, знае ги он работа. Знае, ама дали ќе се љути на критику или не, тоа е веќе нека суета. Победи неколку избори, очигледно дека граѓаните тука на ваков или таков начин го поддржуваат. Што Видиновски поддржував, молим ти се, Александре сега поддржува. 9-та година, овие работе, не може некој да дојде и да каже, ама овие работе су од пред мој мандат.
Ама ти не ти е мандат 2 години, 9 години ти е мандат. Да. Ми тебе те бирамо ти да најдеш начин како сви заедно да го решимо проблем. Така е. Тако е ли е? Така е, така е. А не, и тебе бирамо што викаш да златну фонтану да ни Да, направиш. да, да. Глеј, првиот чекор за што и да било да решиме е да признаеме дека имаме проблем. Сите, не е срамота да се кажат дечки луѓе, граѓани, ова е стварно проблем. Вака и вака треба да направиме да го решиме, за тоа ќе ми треба волку време, за тоа ќе ми треба толку време. Ама во однос на љутењето нема зошто да ти се љути никој тебе заради тоа што или мене заради тоа што лоцираме проблеми. Ние никого не навредуваме. Така? О, па ја мислам дека никога не ни е таа интенција никога да навредимо. Ја би сакала само ако технички можности имамо од 2 корака да се спуштиме да го видиш занатски дом. Ајде, Многу може, е убав може, занатски дом. И да ти кажу дека занатски испод занатски дом одлука неодамна, нели беше направена да се дислоцира сви дуќани затоа што ово е општински репрезентативен центар, овдека е канцеларија на фондација за култура и полни арома парфюм. Тоа е диалектика на постоењето. Иронија на место у кое што живееме. Добра обсервација, добра. Еве ти још една нормативна перцепција на одлуку да се дислоцира сви дуќани затоа што е општински нели објект, нормално дека се и он реновира неколку месеца, скоро годину дана. И дечиња си дува флепак како и свак ден. Спокојно. Сасим нормално. Ајде, бади се. Да. И еве полицијата кај е. слушај, Што треба да го спречи? Да. Да не отвараме друга болна само да ти тема. кажу, иначе ово е паркиралиште за мотокултиватори, Добро. кои што се покушавав да ги дислоцирав овдека и на спомен Костурицу да ги направив паркинг простор. Али, што ми беше збор? Од сви дуќани дислоцирани овдека, знаеш ли само еден дуќан кој остана да работи? Кој? Кладилница, бе, Александар. Кладилница. Ја мислам дека брзи кредити ќе ми кажеш. Кладилница. Еве, овдека сакам за успомену да ти купу нешто ако работи од сувенирница од Куманово. Што да, ако работи, што да ти купу, ке смислу нешто. Смислите и под кој избор? Ама мислу дека не работи. А мене некако темничка ми изгледа. Не работи. Само да проверимо. Не работи. Добро, еве нека биде причина Нека да дојдеме пак. Да дојдеш па. Да дојдеш па. Иначе овој дом е исто околу 1930 година правен. Значи тој е од тој период негде. Па да, овие што ги збориме Владимир Десетина Антонов. години пред Втора светска Како беше војна. Владимир Антонов, кој беше Антонов, архитект? Русинот. Антонов со Да, Ст, со Ст. И нормално доваѓамо кулминација на Батко Ѓорѓија. Место, види, не треба уопште да е не спориме овдека дали треба да е Карпош или дека треба да е Батко Ѓорѓија. Јасно. Уопште не станува збор за тоа. Овдека е нешто друго питање. Добар ден. Нешто друго е у питање овдека. Те молам, кажи ми што е. Да сакам да знам. Деца што моментално испод споменик дува флепак, фонтана која што е ѓубриште, ај што нема вода, никад не е имала. Батко Ѓорѓија како символ, многу увредливо звучи за мене некој кад ќе каже, нели наместо Карпоша ви сте ставиле градскога боема, поново пијаница е тој, нели, порано биле боеми, више нема Момо Капор, Душко Радовиќ, тој боеми и скопски ваши чувени, нема више боем, нели, ставиле сте пијаницу. И затоа викам, не е дискутабилно чива е одлука да се стави Батко Ѓорѓија. Него, оној што го гледамо сега моментално, репрезент на какву културу е тој. Овој не смо ми. Овие деца, ромчиња што дува флепак, незгрижени, овие кучиња скитници, знаеш што они се деси пред еден месец? Кажасва дека од Албанија или од некој друг, од Бугарија, с камиони довеле кучиња скитници и само ги пуштиле на плоштад. Да, и во Скопје имаше такви бидејќи наоѓаа куќиња со овие што им се тагови, кушите што се косовски албанци. Да, косовски албанци. Таква информација имаше, ја лично не сум ги видел. Значи, разбираш, не е репрезентативно. Јасно. Не е.
Не е репрезентативно и овој треба да ни биде. Затоа ти викам, штета што не отидеме у Луна парк, бар тамо ќе се повртисмо на Рингишпил, ќе добиесмо некој друго, некој другу идеju. Во тој Рингишпил што се врти живееме веќе 35 години и дека конечно треба да излеземе и сите како граѓани пред се, бидејќи ова е критика за граѓаните, да се ја смениме свеста на како што размислуваме, како се грижиме за нашето, дека сами можеме да си помогнеме кога сме во ваква ситуација, дека е во оваа патија помалку или повеќе сами влеговме со својата незаинтересираност, макар и погласно да ги критикуваме, макар и најосновните работи кои што сега го правиме ние така. Така што како што викат психијатри, да сегаш пошто ракме беше психијатар, најдобар психијатар на човекот си е самиот себе. Да, сам ако не си ја наместиш главата како што треба, многу потешко друг ќе ти ја намести. Така што и тоа значи дека и ние тука мораме првен самите со себе како општество да се расчистиме како граѓани, дали сакаме да живееме во градови со вакви плоштади, вака да комуницираме со светот и дали е ова позицијата и местото кое што сакаме да бидеме. И лично мислам дека можеме многу подобро и многу поубаво да... многу ми се тешко овие теми. Но не сме ова ние. Тоа е таа реченица која кажа Преска, токму тоа е така. Не сме. Ова не сме ние. Значи кога ќе поглед, не сакам да звучам носталгично, меѓутоа кога ќе ги видиме да речеме снимките од Скопје во Македонија од 70-тите, 80-тите години, не зборам дали било почисто, поизградено, не знам. Со каква љубов и со каква емпатија зборуваме за нашето, тоа е сега нешто една мисловна именка. Сега станавме луѓе, тоа Горан Стефановски многу убаво го вели, во кој што паралелно функционира, ова сега го цитирам него, не сум јас толку паметен, дека има две крајности живеат, два комплекса, тоа на супериорност и инфериорност во исто време, како ако ви каже, ако отидеме некаде, да ќе одам у Загреб тамо, тие вакви, такви, едно друго, како нешто сме тука многу, кога ќе излеземе на меѓународна сцена сме вакви, се извинувам да не сметаме едно друго, не фали само доерба и тоа што највеќе ни треба е потценувачкиот однос кон сопствената држава и сопствените градови. Бидејќи ова што гледаме производ на нас самите. Значи ова е слика и прилика за ние. Едни колеги кажува дека кај нас корупцијата се гледа на улиците со тие билборди нашлапани, заградени тераси. Значи јас сум дел од тој систем. Чиста импровизација. Импровизација на се. И така државата ќе оди по инерција додека не се случи едно чудо кое што сите го чекаме толку многу време, а тоа е еден голем ресет на државата и да се вратиме кон тоа што сме стварно ние. Надам се дека ќе дојдеш па и дека облачно време не ти го поремети до крај слику да биде оној блик, да бидемо како некое лондонско гето и дека не се плашиш од овакви објекти како што е Хотел Кристал, али сега некој го купија па има шансе да биде нешто, можда не некоја стара летња тераса. Малце по-кристално од сега да биде. Али може да биде и тој некоја зграда без паркинг. Александар, многу ти фала. Ќе те пушту да правиш вести у Скопје и ќе дојдеш па. Ќе дојдам. Фала ти многу за поканата и уште еднаш ќе ти кажам, фала што покренуваш и вакви теми. Не, па ти ме испровоцира, ти прв почна. Не е битно кој прв почна, не сме тука да носиме трофеи, целта е заедно сите да се менуваме и колку повеќе се шири идејата за позитивен и конструктивен и патриотски притисок за менување на најосновите работи, толку ќе биде Македонија подобро место за живеење. Да те гушну многу сакам. Фала ти многу. Фала ти.